Истокот прв во државата почна со просторно планирање, кој што е еден значаен стратешки документ и тоа ќе биде фактички прв просторен план на ниво на регион, кој што за разлика од нашиот регион, другите региони го немат уште почнато. Просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторен план и урбанистички планови. Целта е да се обезбеди уредување на просторот и заштита на животната средина. Просторниот план се изработува во 3 фази: нацрт план, предлог план и план. Сега сме во фазата на нацрт план. Значи, после изработката на нацрт планот, кој што веќе е готов, се пристапува кон изработка на стручна ревизија, потоа се пристапува кон изработка на стручна расправа. Бидејќи се работи за исклучително комплексен проблем, очите на сите треба да им бидат широко отворени, зашто секоја грешка скапо се плаќа. Просторниот план на Република Македонија кога се работи, мора да бидеме сите будни, да видиме што ни носи, да не се случи да биде донесено некој решение кој ќе биде пречка во развојот на општините. Такво негативно искуство имавме ние како општина, кога се носил просторниот план во делот на водени ресурси, кога се предвидела брана на река Брегалница во делот на селото Јагмуларци, тоа е близо Богословец, била предвидена кота, да речеме, која го прави Штип водопоплавно подрачје, се до собранието на општина Штип. И тоа беше пречка да го донесеме нашиот генерален урбанистички план. Замислете, измената на оваа грешка кошташе на 100.000 евра. Токму и поради ова, денес во Штип на заедничка маса седнаа сите градоначалници од регионот.